Со мене во студиото е господинот Драган Јаким, кој што е председател на Сдруженијето за култура и уметност Етно Ризница. Добро утро, господине Драган. Добро утро. Денеска ќе говориме за нешто кое што предстои во недела, поточно за една свадба, така наречена шопска свадба, која што ќе се случува во местноста Коклица. Но пред да дојдеме до таа тема, јас прво би го запрашала господинот Драган како дојдовте на идеја да го формирате Сдруженијето Етно Ризница и кога? Добро утро и на вас и на вашите гледачи и благодарност до К3 телевизија за гостувањето. Идејата за формирање на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културно наследство Етно Ризница дојде како еволуција на една моја одамнешна потреба да се забележат старите необјавени изворни фолк мелодии од реонот на криворечието. Верувајте, има многу изворни народни фолк мелодии кои постарите луѓе ги слушале од своите дедовци, баби, татковци и така натаму, и кои само они ги знаат. Одамна ја имам идејата да ги сочувам тие, да ги забележам пред се, тие песни, и одејќи на терен, од човек на човек, од постари луѓе до постари луѓе кои што ги знаат тие песни, значи, собрав, можам слободно да речем, огромен материјал, огромна фонотека, така да дојдов до идеја истите тие песни, благодарејќи на новиве технологии сега што постојат, за да може да се преработат, меѓутоа да си ја задржат својата музичка линија и автентичност. Да ги сочуваме и тоа во форма да ги приближиме до младите генерации. Така да, а и не само песни, тука има и голем број на други активности, адети, гатанги и така натаму, и од тој аспект, значи, дојдов на идеја сепак сето тоа да се заокружи со формирање на Сдруженијето Етно Ризница. Така, неизмерно е секако богатството наше македонско традиционално и многу интересна идеја. Имате ли да издвоите некој позначаен проект кој што досега сте го работеле? Значи вака, првиот и најголемиот проект со кој и поради кој се формираше Сдруженијето Етно Ризница е, значи, трилогија од изворни народни фолк мелодии од североисточниот регион. Така. Значи, амбиција на Сдруженијето е да се издадат 3 носачи на звук. Првиот треба да излезе во април месец наредната година. Второто CD би го издале некаде кон крајот на 2016, а третото некаде околу мај месец 2017. Во вакви временски интервали, затоа што инсистираме на апсолутен квалитет и достојно презентирање на музиката која навистина секако дека и во другите реони и во другите краишта низ Македонија и Балканот ги има, меѓутоа верувајте, овој реон навистина е многу богат, а за жал, навистина има огромен број на такви мелодии кои например, јас имаме соберено некаде можеби повеќе од 200 песни, верувајте, дали десетина од нив веќе сум ги слушнал. Така. Веќе кога зборуваме за музиката и за нашето неизмерно фолклорно богатство и елементите кои што треба да се вградат, а и се вградуваат во музичките преработки, во музичките numери, јас предлагам сега да слушнеме една numера која што нема да ја препознае која е и од кого е. Режија ве мола музика.
Господине Драган, говориме за доволно амбициозни нешта со кои што се занимава етноризница. Имате ли постојано заинтересирани луѓе кои што сака да се вклучат и да го дадат својот допринос во вашето здружение? Да, има. Значи, насекаде со сите наши пријатели разговараме за проектите кои ни се во план. И воглавном сите се воодушевени и од идејата и од амбицијата сето ова навистина да биде сочувано, да биде преработено, да едноставно на свадбите, крштевките и така натаму на сите оние наши адети кои ги правиме во околинава, едноставно да има мелодии кои останале од нашите предци. Така. Пролета се ближи, има ли нешто да не изненадите? Па вака, значи... Во 2016 ќе се ближи, пардон. Така. Значи, трилогијата од Извори на народни фолк мелодии веќе е во фаза на преслушување на материјалот во професионалното студио кај господинот Цане Петров, така да првото CD веќе се крчка. Паралелно со тоа, а во склоп на проектот, значи веќе сме во сериозни подготовки за едно изненадување за, значи, граѓаните од североисточниот регион. Се работи за еден фестивал кој го нарековме Денови на балканска етноризница, кој има за амбиција да се одржи во месец мај, што ќе каже, значи, откако ќе излезе првото CD. Амбицијата е да го промовираме во сите општини од регионот и секаде онаму кај што ќе има интерес, така да сметаме дека ќе се подготви доволно значи интерес за да може во мај месец наредната година да направиме еден балкански етнофестивал кој нема да биде фестивал само презентација на ова што ние го работиме и презентација на етномузиката од регионот, туку ќе биде своевидно навистина Денови на балканска етноризница. Значи тука ќе има различни случувања, може како што се збирки на приватни колекции, етноколекции, посета на луѓе кои прават домашни ракотворби, етноракотворби, ревија на народни носи и така натаму. Се уште е во подготовка и планот и програмата за фестивалот, затоа потра. Но секако импозантно звучи со сето ова што говорите. Ние сигурно ќе го покриеме тој настан кога ќе се случи, но сега да си поминеме на оваа тема, што ќе се случува во недела во селото Куклица, каде што е историско место, каде што знаеме познатата весела свадба, така наречено место. Легендата вели, господине Драган, дека вие сигурно знаете, но јас за гледачите, за тие што ете немале прилика да се информираат, дека таму, на тоа место, некогаш се случувала свадба, кога некое момче се оженило, било влюбено во две девојки, ама ја оженило по богатата, по сиромашната, од бигорите, што ја губи својата љубов, фрлило клетва и ги скаменило и сватовите и младоженецот и невестата. Историјата пак говори нешто друго. Историјата говори дека камените кукли во селото Куклица кои доминираат во однос на питомата околина. Навистина, историјата научниците велат дека куклите се стари повеќе од 10 милиони години, односно толку стари што во тоа време немало ни луѓе на планетава. Така. Значи тоа настанало со вертикална ерозија на вулкански карпи и се создале куклите кои се високи по некои од нив и над 10 метри. Инаку легендата, да, како што рековте, вели дека се случило тоа што се случило именно на
на еден празник во селото Шопско Рударе, тоа е на 28 август, значи дошло до влюбување помеѓу момчето и девојчето. Така. Меѓутоа, момчето на наредниот празник Голема Богородица, нели, на 21 септември, во другото село, на другиот собор, се влюбило во друго девојче. Бидејќи имало закажано свадба со првото, Така. оно било, нели, многу изненадено од постапката на Младоженецот. И легендата вели, значи, девојчето излегло рано на сабајле на пред зори, на полна месечина и ги проколнало. Така. Ги проколнало така да кога ќе поминат покрај куќата каде што се наоѓа, значи каде што живеела девојката, а тоа било во близината на локалитетот, Така. кога ќе поминат тука да се скаменат. И тоа и се случило, така да сватовите се скаменети онака насмеани и весели, а младоженецот и невестата се скаменети во нежна прегратка. Ете така. Значи тоа е легендата, и сега легендата продолжува, дури и вели дека ќе се случи некогаш кога ќе се срушат куклите, кога ќе им паднат главите на куклите, тогаш ќе се случи и новиот потоп. Ете интересно, тоа не го знаев. Ние да си продолжиме во сегашноста. Така. Недела е ден кога ќе се случи шопска свадба, така наречена. Дали свадбата ќе има елементи, самата свадба, предпоставувам дека манифестацијата ќе содржи и нешто друго, ќе има елементи на автентичната шопска свадба и како ја организиравте и во која насока ќе се одвива манифестацијата? Так, значи, ова година шопската свадба, значи манифестацијата Шопска свадба 2015 ќе се одржи по прв пат и ќе се случува во недела на 18 октомври со почеток во 11 часот и користам прилика да ги поканам гледачите, сите оние кои што се заинтересирани да повелат, да бидат значи сведоци на она што таму ќе се случува. Инаку во историски наназад свадбите, шопските свадби во овој крај се случувале почнувајќи од среда до понеделник. Нашето здружение има амбиција од наредната година тоа да го прави баш автентично, баш онака како што било и порано. Меѓутоа, и оваа година, значи, добар дел од адетите со кои се карактеризираат шопските свадби и свадбите од оваа околина, значи, ќе бидат применети и ќе бидат употребени во самата организација на свадбата. Значи, тука ќе има неколку адети, како што е китење на младожењата, како што е дочекување на сватовите со погача и сол. На самата свадба ќе имаме наши еминентни стручњаци, етнолози, Така. археолози, кои ќе земат свое учество со пригодни говори, да ги запознаат присутните со етногенезата на местото, со адетите и така натаму. Има многу еден карактеристичен адет кој ќе биде, значи, употребен, значи, кој ќе го имплементираме и оваа година. Тоа е, значи, свекорот објавува проглас во околните села, сите оние кои имаат убави расни коњи да се тркаат од, значи, од куќата кај невестата до куќата кај што живее, нели, младоженецот, и оној прв што ќе дојде го следуваат поклони. Тоа како адет и овој пат ќе го употребиме и ќе биде многу веројатно, ќе биде многу интересно за присутните на свадбата. Би сакал само да кажам една
Значи, би сакал да кажам дека во оние времења кога се одржувале, значи, баш овака шопските свадби, кај устрашниците особено се истакнувале некоја говедарска кобила од селото Вакав, како и коњот на семејството Големинци од Тополовиќ. Тоа се села кои гравитираат, значи, околу Куклица, така да и оваа година имаме проглас, веќе има пријавено, така да и оваа година ќе се слушува устрашниците, ќе го најават доаѓањето на невестата во куќите на младожениците. Многу импресивно звучи. Ние пред некој ден имавме еден настан, исто тука во североисточниот регион, во село Бајловце се случуваа бајловски средби, и тие исто така веќе најавуваат дека одат во некоја рамка на се повеќе и повеќе да се инволвираат внатре во одбележувањето на бајловските средби, токму елементите од нашиот фолклор, од нашата традиција, од нашите адети. Предлагам да погледнеме еден краток прилог на таа тема. И оваа 7 година поред жителите на село Бајловци и на околните села, а не изостануваа и селениците кои веќе долго време не живеат во селото, дојдоа да присуствуваат на бајловските средби. И оваа година тие се организирани од Сдруженијето Козјачија во срцето, а под покровителство на општината Старо Нагоричане. Се организираа спортски игри, фрлање на камен во далечина, брзо пиење на пиво од севче, традиционален надпревар во баници, прикажување на свадбени обичаи од овој крај, изведени од културно-уметнички друштва, многу музика. Целта на оваа манифестација да се врати животот и сјајот на селото, да ги зближи луѓето и да ги врати младите кон своите корени. Се надеваме дека оваа традиција ќе продолжи во наредните години. Посетителите видоа и изработени баници на традиционален начин кои што ги подготвија домаќинките од овој крај, меѓутоа од Куманово имавме и од Скопје, така да на овој начин покажавме дека Бајловце, кое што е позната како форначиски крај, успева да ја одржи традиција на изготвување на вкусни баници кои што се прочуени надалеку. Драган Спасиќ од општината Старо Нагоричане ја истакна поддршката на оваа манифестација. Како секоја година, така и ова, општина Старо Нагоричане ќе продолжи и натаму да ја поддржува оваа манифестацијата. Се надеваме посебно ви се задоволени на оваа до организаторите, што ни приредија вака убав престор да се осетиме слободно. Ете, видовме малку од атмосферата на бајловски средби, ние да си продолжиме пак. Господине Драган, ви помогнаа ли некои институции или граѓани за да се организира оваа манифестација и останатите имали луѓе кои што сакаат да учествуваат со својот капацитет во завршницата на овие проекти? Да, најпрво би сакал да се осврнам на, значи, оваа манифестација, исто како и, значи, бајловските средби, така и шопската свадба, секако допринесува за засрцување на нашиот национален идентитет. Значи, така. Да, има, ние организирајќи ја, презентирајќи ја идејата за шопска свадба, значи, се обративме на одреден број на институции, меѓутоа првенствено до општина Кратово, каде што селото Куклица припаѓа по регион, така да имаме безусловно сестрна поддршка од општина Кратово и општината Кратово ќе се појави како генерален покровител на оваа манифестација, што секако ние во Сдруженијето навистина размислувавме во правец, доколку тоа не се случи навистина и немаше и да има потреба да се одржува една ваква свадба. Меѓутоа, идејата, амбицијата, сето ова да прерасне во навистина нешто сериозно и традиционално и да се
вратат луѓето на село кон своите корени, сето тоа веројатно допринесе како кај општината Кратово да не подржи, така и кај голем број на наши пријатели, приватни стопанственици, кои со своји скромни удели, значи, допринесоа да можеме да ја организираме шопската свадба, која ќе се организира на самиот локалитет, значи Весела свадба, односно камени кукли во селото Куклица, церемонијалниот дел, после што, значи, наредните адети, како што е обраќање, како што е здравицата на свекорот, здравицата на дедото, како што е служење со шопско гравче, со овче и така натаму, ќе се случува во ресторанот Куклица Етно, кој се наоѓа во близината на куклите. Така да, навистина, имаме сестрна помош од многумина приватни стопанственици, така да се надевам дека сето ова ќе биде навистина убаво да се види. А и вашата телевизија К3, значи, ќе биде, значи, медиумски покровител на настанот. Освен тоа, значи, ќе бидат тука присутни сите останати медиуми од регионот. Навистина, шопската свадба за наша голема радост предизвика навистина големо внимание. И интерес, се надевам, кај граѓаните. Зурли, тапани, кавали, гајди, предпоставувам, нема да недостасуваат. Апсолутно ќе има. Така. На свадбата се поканети и ќе земат активно учество сите наши пријатели кои ни ги кажуваа песните. Сите они ќе дојдат во своите народни носи со своите гајди, кавали и сите они ќе допринесат целокупната атмосфера навистина да биде дирлива. Така, ајде и ние малку да ја обоиме атмосферата за нашите гледачи со една музичка номера. Режија, ве молам. Gailelia leno meraklia, Gailelia leno meraklia. Klime
повторно во студиото, господине Драган. После оваа музичка номера ќе си дозволам да кажам, да посакам дека Етно Ризница сето тоа што го работи и сите материјали кои што ги собира за музичка преработка ќе го достигне овој доблест на музичко творештво како што многу групи во Македонија го имаат достигнато, земајќи ги фолклорните елементи како предност во понатамошната доработка на музичката интерпретација. Ние да се вратиме пак повторно на Шопска свадба. Ќе има ли свадбата многу гости? Очекувате ли многу луѓе на настанот? Од каде? Ви се најавуваат ли? Да, значи за очекување е дека Шопската свадба од тој аспект, значи од аспект на присутност на гости ќе биде и текако, значи, успешна. Ние имаме благослов од нашиот владика Дедо Јосиф Комаровско-Особовски, кој најави учество на свадбата, доколку нема други обврски, доколку, значи, е со обврски, тогаш ќе делегира свештеници кои ќе дојдат и ќе ја удостојат, нели, свадбата. Поканети се одреден број на дипломатскиот кор, значи најавен е за сега амбасадорот на Полска го најави своето присуство. Поканети се сите градоначалници од североисточниот плански регион. Ние како здружение веќе направивме соработка со здруженија за уметност, култура од Србија и Бугарија за сега. Бевме и присутни во село Шишковци во Бугарија на една манифестација Балканска черга, каде што бевме званични гости, така да ги очекуваме и луѓето од Бугарија да ни бидат гости тука кај нас. Најавени се голем број на бизнисмени, значи најавени се голем број на луѓе, особено луѓе кои потекнуваат од тој крај, а веќе со години и години не дошле да се така и живеат насекаде во светот. Така да ќе има навистина голема посетеност самата свадба. Така, јас знам дека луѓето кои што живееле во планинскиот дел, особено во североисточниот регион, и во нашата татковина и во соседните земји, датираат од многу одамна и ги нарекуваат шопови, односно схаопи во некои историски книги. Тие луѓе се бавеле исклучиво со сточарство и имале многу време да думаат, како што велат кривопаланчани, кратовчани, да размислуваат и да се повеќе склони кон уметничко творештво. Ќе се сложите ли со мене, имали такви сознанија дека особено луѓето од овој регион се обдарени за уметност, за музика, за фолклор? Да, навистина е така и не случајно од овој североисточниот регион има навистина голем број на уметници, голем број на луѓе кои во своите области ги достигнале висините, значи навистина луѓето од овие краишта навистина ги краси една голема интелигенција. Овој реон, особено Кратовскиот, е реон каде што се испреплетуваат тие култури. Значи тука во самата околина на селото Кратово, значи има како шопови, така има и цели села которски, има планински и така натаму. Шоплъкот како таков, значи во Бугарија го зафаќа и Видинскиот, дури и Софискиот реон, дури до реонот на Пирот и Ниш во Србија, така да тоа е родопите каде што се протегаат. Така да тоа навистина е еден голем реон, каде што и затоа велам исто како и, значи, пред малку како што рековме, исто како и Бајловските средби, исто така и Шопската свадба, и недостасуваат, например, ваков тип на манифестации, сите они, значи, го
го зацврстуваат нашиот национален идентитет. Така. Имате ли сознание дали Куклица ја посетуваат доволно странски туристи? Дали доволно е поместена во, да кажем, во медиумските, во маркетиншките кампањи за нашата татковина, бидејќи ова е сепак едно многу импозантно место за да биде посетено? Така. За жал, би рекол дека се уште посетата на локалитетот Камена свадба, Весела свадба, односно Камени кукли, се уште не е од така широк аспект, значи присутна во картата на особено странците кои ја посетуваат Македонија. Треба многу, значи, да се работи на таа тема, не дека нема, секако има тоа од човек на човек, од еве вака со презентирање на таа култура таму, со презентирање на локалитетот и така натаму допринесуваме, значи, тоа да се расшири што повеќе, меѓутоа сепак треба многу повеќе да се работи и туристичкиот аспект на постоењето на тој локалитет навистина треба да го подигнеме на едно доста повисоко ниво во сите аспекти, како со решавање на инфраструктурните приоди кон локалитетот, како на оплеменувањето на околината и така натаму, значи треба уште многу да се работи. Затоа јас сега предлагам нашите гледачи да имаат можност да погледнат една кратка репортажа за местото така наречено Весела свадба.
Господине Драган, има ли во Македонија доволно манифестации од ваков тип за да го сочуваме нашето културно наследство од времето на заборавот? Особено во последно време, значи навистина се појавуваат извесен број на манифестации. Меѓутоа, пак кажам уште еднаш, заради зацврстување на нашиот национален идентитет, заради само спознанието наше, значи секогаш се малку ваков тип на манифестации. Секогаш треба што повеќе за да навистина знаеме кои сме, од каде сме и колку вредиме самите. Родот свој да не си го заборавиме, како што велат стиховите. Дали се знае кој ќе учествува на манифестацијата од познатите музички имиња, познатите творци, кој ќе ја отвори манифестацијата? Значи, да, ќе има наши еминентни представници од културно-уметничкиот и забавниот живот. Инаку самата церемонија ќе оди во правец на тоа да отварањето го направи еден господин, директор на музеот во Кратово, кој е магистар по етнологија и на кого фах му е шопската свадба, кој ќе се обрати на присутните со пригоден говор. После што за збор ќе се јави господинот Душко Алексовски, почесниот председател на Светската академија за карпеста уметност. Понатаму ќе каже една приказна од тие краишта, хроничарот на минатите и овие времења од Кратово, господин Стефче Доневски. И на крај за очекување, значи, манифестацијата да ја прогласи за отворена градоначалникот на општина Кратово. Така, ние нема да откриваме кој ќе биде кумот на свадбата. Ќе повелат гостите таму на лице место и ќе уживаат и во музиката, и во настанот, и во манифестацијата, ќе се дружат, ќе се подсетат. Се надевам дека толку ќе биде интересно, нема да заборават, ќе посакаат се повеќе и повеќе вакви манифестации да ни се множат. Вам би ве прашала за крај во што ќе прерасне манифестацијата во иднина. Има ли некои планови? Така. Како што рековме на самиот почеток, Шопската свадба 2015 се одржува по прв пат. Меѓутоа, наша амбиција е целата оваа манифестација да прерасне во традиционална, со тоа што се уште, значи, немаме заземено став во Сдруженијето во кој правец сето тоа ќе се одвива, меѓутоа секако дека ќе има активности почнувајќи од среда до понеделник, онака како што се правеле свадбите со векови наназад. Во разговори со владиката, значи, разговаравме и на тема, бидејќи тоа во христијанството било присутно, значи во перспектива, значи во наредните години може да се случуваат и групни венчавки. Венчавките ќе се одржуваат во црквата во Кратово, после што церемонијалниот дел ќе оди на локалитетот Кукли. Тука во самата околина на Куклите има една стара руинирана црква и во иднина, значи, една од задачите која си ги поставивме пред нас како здружение е и да ја возобновиме таа црква, за да сите тие овие адити активности се прават баш онаму каде што со векови наназад се правеле. Една од амбициите е и да отвориме конкурс за сите оние, значи, млади брачни парови кои од овој регион, кои планираат да прават свадба, кои планираат да се венчаваат, да конкурираат, па тоа да го направат традиционално на самиот локалитет, така да
ќе има, значи, во неколку правци се движат нашите активности како, значи, да продолжиме понатаму, меѓутоа во секој случај целта ќе биде, значи, шопската свадба да прерасне во традиција. Така се надевам, господине Драган, дека Етно Ризница ќе има се повеќе и повеќе вакви и слични манифестации. Вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието. Се надевам дека ќе бидете присутни во недела на 18 на шопска свадба во местноста Куклица. Вам ви благодарам уште еднаш, господине Драган. Ние продолжуваме со една музичка номера.